Сакам да бидам богат и славен, за мене сите да зборуваат. Сакам да бидам, сакам да сум супер звезда, по мене сите да лудуваат. И сакам да сум славен спортиста, за мене сите да навиваат. Сакам да бидам, јас сакам да сум супер звезда, за мене сите да уживаат. Супер, супер, супер звезда, супер, супер, супер звезда, супер, супер, супер звезда, супер звезда, сакам да сум јас. И сакам да сум пејач славен и фраер главен, од кого нема спас. Сакам да бидам, јас сакам да сум супер звезда и сето да ме бие добар глас. Супер, супер, супер звезда, супер, супер, супер звезда, супер, супер, супер звезда, супер звезда, сакам да сум јас. И супер звезда, сакам да сум јас. Прекрасен сончев ден, драги гледачи во градот Скопје, во кој што јас и малите супер звездички ќе направиме една прекрасна прошетка во која што верувам дека сите вие ќе уживате. За почеток ќе ви пратиме безброј бакнежи и ќе ви мафнеме во знак на добро расположение и ќе ве поканиме да бидете и вие дел од оваа возбудлива емисија која денеска супер звездите ќе ја снимат на едно специјално место. Каде се наоѓаме денеска, дечки, да им кажеме на нашите гледачи? На кое место дојдовме? Ето, слушнавте сите, почитувани гледачи, со Супер звезда денеска ќе видиме специјални ексклузивни гости во едно од најубавите места во Република Македонија, а тоа е возобновената зоолошка градина Скопје. Супер звезда пред 11 години, кога започна во првата сезона, значи меѓу првите неколку емисии, направи една спектакуларна прошетка, уште во тоа време ја посети зоолошката градина. Денеска по 11 години може да кажам дека потполно исто е чувството да се биде заедно со животни, бидејќи јас и малите дечиња кои денеска дојдовме, сите обожаваме да бидеме во друштво со животните, сите ги сакаме, а има една изрека која вели оние кои што ги сакаат животните ги сакаат и луѓето. Но можам да забележам дека овој пат зоолошката градина изгледа многу поубаво и многу посредено. Како ви се допаѓа дечиња тука? Супер. Сте били и порано овдека во зоолошка градина? Да. Каква беше зоолошката градина порано? Исто како ова или не беше баш волку убава? Значи не беше волку убаво, но еве сега, значи сите тие чичковци и батковци и тетки и дадички кои работат овдека дале несебичен придонес, работеле многу, биле помогнати од, ќе ни кажат подоцна од кого, и ја направиле зоолошката градина да изгледа поубава од кога и да е. Тоа беше и повторно повод Супер звездите денеска да дојдат овдека. Значи, почитувани гледачи, еве погледнете за каква убавина станува збор, по цена од само 50 денари, значи за обична влезница, или по 40 денари за деца од школска возраст, или за групна посета на дечиња од прешколска возраст, каде што влезницата чини само 30 денари, може да уживате во оваа убавина која што денеска ќе имате специјална и ексклузивна можност да ја погледнете заедно со нас во Супер звезда. Јас ви праќам бакнежи, ви праќаат и Супер звездите. Добро дојдовте во зоолошката градина Скопје. Правиме мала пауза, а веднаш потоа ќе видиме какви чуда крие нашата зоолошка градина. Одиме, дечки? Одиме. 3-4. Је! Тргнуваме. Ајде по мене. Мила, погледни. Ги гледам. Да, најмалите веќе се тука. Во ново мало пакување. Аце коктел и боровинка. Природно си е природно. Вива сокови. Новите научни сознанија покажаа дека внесувањето на природен витамин С со джвакање обезбедува најдобра апсорбција во организмот. Затоа, секој ден нашите деца треба да изедат 2 килограма јаболки, 4 портокали, 3 лимони
Или само една ацерола, цреша од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. Почитувани колеги, ви ја представувам ацерола алкалоид, таблети за джвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Луда журка, игра и смеја во Be Happy. Играј како нигде до сега во Be Happy. Кога веруваш во моќта на природата, знаеш дека границите не постојат. Она што е големо, може да биде уште поголемо, а убавото, уште поубаво. Кога веруваш во моќта на природата, знаеш дека она што било добро, може да биде уште подобро. Производите на Битолска млекарница. Природата на дланка. Вистинско уживање. Ням, ням, ням. Pick and Joy, Pick and Joy. Лапни голтни. Круасани Pick and Joy од Готино. Голема наградна игра на Canon Flips и Canon Rolling Rolls. Пронајдете го жетонот во пакувањето. Можеби токму вие ќе добиете една од многуте награди. Фризби, топка, ранец или неверојатниот ролер рокет. Грицкај, играј и добивај. Canon секогаш подарува повеќе. Најголемото хоби на навивачите е во сладоледите на Хоби. Навивачи, преку 1 милион Хоби сладоледи. Тој што јаде, добива. Повторно добива и повторно добива. Ако цртате под зидот, правите го тоа позади каучот. Капете се еднаш дневно во лето и не толку често во зима. А зошто пак мора да оди едно со друго? Пиковит, витамини и минерали за успех на вашето дете. Сега со нов производ. Како што претходно најавивме, денеска Супер звездите се специјални и ексклузивни гости. Повторно по 11 години дојдовме да ја посетиме зоолошката градина во Скопје. Имаме овој пат еден специјален, ексклузивен и многу интересен гостин. Посебно ми е драго да ви го представам Батко Јоцо. Здраво, живо, добри ни дојде во Супер звезда. Јоцо, како си? Добро, да ти кажам така, утрински денеска почнавме со нашите работи што работиме последно време, пошто гледате зоолошката е под реконструкција голема и правиме зоолошка, модерна европска зоолошка градина со сите стандарди по Европската асоциација на зоолошки градини и аквариуми. Е така, видовме дека еден дел е реконструиран и овој самиот детски парк кој што го гледаме во моментов веќе е направен и пуштен во употреба. Што е реконструирано до сега во зоолошката градина? Па вака, реконструирани се доста работи. Живеалишта нови се изградени, значи за нови видови на животни кои што некои дел од нив се донесени, некои се во тек преговори за носење на животни. Живеалиштата се спремни. Можам да кажам дека е направено значи ново живеалиште за кенгури, за мајмуни, лемури, за рисови, за волци, којоти, за зверовите се значи извадени надвор во нови живеалишта, не се веќе во тие старите бетонски стар зверовник што го имавме.
потоа гибони мајмуни, човеколики азиски, и ред други, значи како што ќе одиме сега низ зоолошката градина, ќе спомнуваме кое живеалиште, како е, кое е реконструирано, кои животни нови се донесени и така. Кога, за колку време зоолошката комплетно ќе го добие новиот лик? Комплетно новиот лик, мислам, тешко е да се каже, пошто зоолошката градина постојано има нешто нови видови кои што сакаме да ги донесеме. Не запира реконструкцијата и обновувањето. Со тоа што за година-две би требало веќе да се види онај европски лик на нашата зоолошка градина. Ајде, готово. Со Скопје се гордее, значи Македонија со една модерна европска зоолошка градина. Така, мене посебно ми е драго, бидејќи јас сум огромен љубител на животните, секогаш ми е драго кога доаѓам овдека. Ја користам приликата што имам малечка ќерка, така да го задоволам и мојот детски дух, секогаш кога имаме слободно време доаѓаме овде, јас ги канам сите оние кои што не гледаат до сега, имале или немале деца, да дојдат и да ја посетат зоолошката градина во Скопје, да видат какви све чуда крие. А крие ли многу чуда? Па да, зоолошките градини секогаш се интересни за возрастните, посебно за малите деца кои што сакаат животните, кои што ги читаат, што ги учат во градинка, во забавиште, во школа, сакаат да ги видат во живо како изгледаат, нели? Така, Батко Јоцо, пред да почнеме да шетаме, сега да кажеме, значи, што вие работите овде во зоолошката градина? Јас, значи, конкретно сум биолог кустос тука, кој што сум одговорен за биологијата на животните. Комплет, значи, од нивната исхрана, сместување, услови, потоа значи, нивно размножување и така натака, сите работи кои што се врзани за животните и нивните живеалишта. Уживате ли во тоа што го работите? Па да, секако, мене тоа ми е струка во секој случај. И посебно последниве година дена, значи од кога почнавме да ја реконструираме зоолошката градина, сум дел од тоа што се гради и се изградува и се гордеам со тоа. Исто и ние се гордиме што човек како вас не пречека овде, кај ќе имаме шанса заедно со вас да навлеземе и да почнеме дел по дел да ги откриваме тајните на зоолошката градина во Скопје. Дали вие дечки сте подготвени? Да! Спремни да видиме што се има внатре? Да! Ајде да видиме кои животинчиња не чекаат. 3-4 тргнуваме. Је! Поназдрави, играчи! Посетете ја нашата страна на интернет superzvezda.org.
си домашно, животни секој час. Ти се грижите за бреки, па од ниве кажде други не е баш на добар глас. Боби сака да е славен, Боби сака да е главен, Боби многу сака глас. Па нашите тој вели, оде Боби трата дедин, домно зека е во клас. Ей, Боби, ей, не зато се што сјае, ей, Боби, ей, се што лета не се јаде, ей, Боби, ей, не зато се што сјае, ей, Боби, ей, така да си знаеш, ей, Боби, ей, се што лета не се јаде, евој Боби, ке си срка што си добиш. Боби има свој шеме, тој е мајстор во време, моја гајле бажа се. Учителката го кара, Боби пак ли песна стара, еве ти од мене кец. Боби сака да е славен, Боби сака да е главен, Боби многу сака власт. Па нашите тој вели, оде Боби продаде рикам зрка, е во клас. Ей, Боби, ей, не зато се што сјае, ей, Боби, ей, се што лета не се јаде, ей, Боби, ей, не зато се што сјае, ей, Боби, ей, така да си знаеш, ей, Боби, ей, се што лета не се јаде, мој Боби, ке си срка што си доби. Ей, Боби, ей, не зато се што сјае, ей, Боби, ей, така да си знаеш, ей, Боби, ей, се што лета не се јаде, мој Боби, ке си срка што си доби. Добро бе, Боби, зошто вака правиш? Дај веќе опамити се, ке ти избркаат од школа. Така да си знаеш. Супер, цведите во ексклузивна посета во Зоолошката градина Скопје, Батко Јоцо до нас овде. Уживаш ли, Батко Јоцо? Да, супер, вака со деца, со тебе, супер. Убаво не можеше да биде. Дечки, дали вие уживате, кажете ми овде? Да, како ви овде во Зоолошка градина? Одамна не сте биле? Да? Ајде да се подсетиме, значи како што е. Сега имате ли правила вака за посетителите кои што доаѓаат, што треба да се прави, а што не сме да се прави во Зоолошката градина? Правилата ги имаме нормално, како и секој установа, со тоа што се напишани, значи, на влезот, што може, а што не може, што да се внесува, што да не се внесува, нели, со велосипеди, со кучни љубимци, со ролерки, со тие работи не смее да се влегува во Зоолошката градина. Потоа, кампања моментално водиме веќе 2 месеца за не давање храна на животните, не хранење, затоа што животните си имаат свои таблици за исхрана и секоја друга храна која им се дава, која што не е во нивната таблица, може да предизвика несакани последици, нели? Со тоа што се бориме колку што можеме, значи предупредуваме, забрануваме внесување на таква храна во Зоолошката градина, се со цел животните да бидат здрави и живи. А јас сакам да прашам, дали на пример може вака кога ќе доема овде да ги допираме животните, дали може да ја гушнеме мечката, дали може да го погалиме лавот малку? Да, посебно лавот и мечката, тие се за галење. Не, се шалам, значи шала на страна, контакт со животните сега се уште немаме. Во одредени зоолошки градини има children garden или zoo garden се вика за мали деца, каде што децата може да имаат контакт со малечки, значи младенчиња на животните. Претежно од животните домашни, кои се кози, нели, мали јариња, мали мајмунчиња, не знам сега понатака тоа ние во план да го направиме, сега уште не сме спремни за тоа. Али чекаме да дојде. Биде во иднина, да. Добре, еве сега, значи, откако научивме како треба да се однесуваме, дека не сме да ги храниме и не сме да ги допираме животните, ќе започне нашата официјална посета овде кај Зоолошката градина. Јоцо, каде дојдовме сега, еве, кој е дел што гледаме тука? Ова е, значи, влезната партија, да речем, ударниот дел на Зоолошката градина. Тука е езерото кое што е наменето, значи, за животни кои што се животни од водениот свет, имаме риби, некои. Имаме едно острово на кое што живеат гибуни, човеколики мајмуни од Азија, може да ги видите слободно, кои што се чувствуваат многу безбедно и не сакаат вода, па затоа островото е како една бариера каде што можат да се седат и никој да не ги закачи и да имаат своја приватност и мир. Да се чувствуваат, да, како да се
во природата. Интересно е што не гледам ограда, не се оградени овие гибони мајмунчиња? Гибоните се оградени, значи водата е како бариера, како ограда, затоа што не влегуваат и не се љубители на вода воопшто, не знаат да пливаат, се не пливачи. Во секој случај имаме ставено заштитна мрежа во самата вода, доколку се лизне падне за да може да се фати и да излезе повторно надвор. Само не се гледа мрежата сега. Значи мислено е на се? Мислено е на се, мора да се мисли на тие безбедносни, значи прописи, мерки на животните, тоа не е многу важно. Еве гледаме тука има една гуска, еве таа ги поздрави супер звездите, поздравете и вие неа, мавнете и на оваа гуска, можеби е гладна, што вака дојде кај нас. Има уште една. Значи имаме и шатки, имаме патки, имаме паун како што гледам тука. Да. Значи има доста од птици, немаме голем фонд на птици, но ги имаме тие основните кои што за децата се интересни. Сакам да напоменам, спомнавте за тоа дека може да е гладна. Животните, значи, мора да знаат сите посетители, од најмладите до најстарите, дека животните колку и да им даваш, толку ќе јадат. И се створена е фама кај народот дека животниве се гладни во зоолошката градина. Ајде да им носиме јаде. Мораме да спомнам дека храната на животните се набавува, значи, тендерски за целата година, обезбедуваме преку тендер се обезбедува храна. Дали е тоа месо, дали се производи зрнести, дали е тоа сено или зоп или, значи се знае по строго одредена таблица, животните се добиваат 2 до 3 пати дневно храна во текот на денот, така да нема потреба од тоа давање храна на животните или гладни себе, јадат, тоа може само да нанесе поголем проблем на животните. Штета, значи нема да ги раниме, еве да ќе уживаме, значи во сите овие убавини кои што ги гледаме овдека. Драги гледачи, уживајте и вие, а веднаш потоа се селиме на нова локација, да видиме што има таму. Сега дојдовме кај некои големи глувци. Глувци ли се, шо ли се овие баткојоцо? Овие се гризачи, се викаат нутрија. И е интересно животно. Ова е релативно ново живеалиште тука. Имаат доручек во моментот. Атрактивни се, доручек моментално доручкуваат. Јадат, гледате, може да видите зеленчук, има овошје, јаболка, зелка, морков, леп јадат, значи така. И многу сакаат да пливаат, имаме и езеро едно. Сакаат да пливаат и си играат доста во вода, љубат вода, значи љубители на вода се. Нутриите можат ли да каснат, можат ли да бидат опасни? Па, ако се загрозени да се одбрани, инаку вака не би нападнало, кога би влегол сега внатре, би
Побегнале, мислам. Не се Побегнат, нема ни да не приметат Нема така да нешто не посебно. Да. Од каде се они дојдени, за каде се карактеристични овие животни? Каде живеат? Ги има насекаде, најмногу ги има во Америка, значи, Северна Америка. Ред, ајде да продолжиме да видиме сега што има одека во комшии. Еве да видиме сега во комшии се наоѓа кој? Се наоѓа мечето, значи мечката Мартин, возрастна околу 6 години. Тоа се брат и сестра, сестрата е во другиот дел од живеалиштето, значи посебно живеат, одвоени се и се мечиња кои се донесени како неколку месечни во зоолошката градина. Каде се донесени? Дали се ова наши мечки или од странство се дојдени? Ова се наши мечки, значи се донесени, мислам дека се од планината Јабланица донесени, најдени се од луѓе и донесени се тука згрижени се и пораснати. Спасени, да. Воедно и пример да можат сите оние кои што живеат во Македонија еве да видат значи какви мечки има низ нашите планини. Има ли многу мечки во Македонија? Па се претпоставува дека во Македонија има околу 200 до 300 значи индивидуи на мечка, таа е кафеава мечка, Ursus arctos, која што е специфична за Европа. Значи најмногу има во Европа, Русија и дел од Азија, таа е широко распространета и во Северна Америка има. Таа е еден вид на мечка со тоа што значи морфолошки се разликува, некои се потемни, посветли, со тоа што има кај луѓето, значи се створена некоја фама дека темните биле месојадни, овие биле светлите тревопасни, така да таа мечката е тревопасно животно кое што некогаш може и да проба да вкуси месо. Еве сега значи ја гледаме мечката, а од овдека ќе се преселиме, ќе одиме понатаму. Последниот кафес, што ќе видиме таму јоце? Последниот кафес може да одиме сега да ги посетиме мемуните. Тие се доста интересни за посетителите и се едно од најатрактивните животни воопшто во зоолошките градини, па и кај нас. Ајде, сакате да ги видиме мемуните? Одиме кај нив. На пола пат од мечките до кај маймуните најдовме нешто интересно, со многу интересно име. Станува збор за берберска овца. Зошто е берберска? Ајде овца, да, се подразбира, но не знам сега, ова потекнува од Северна Африка ова животно. И фактички домородното население во Северна Африка, ако сте слушнале, се викаат бербери. Тие се доста стар народ, населуваат тој дел и животните кои што се живеат во тој дел како макаки, имаме берберски исто, берберски овци. Името го добиле според местното население. Оноста на населението или не знам. Интересни животни се, значи карактеристични се по нивните големи рогови, личат на кози, а уствари се овци. Многу се интересни, имаат и брада малце. Брадичка имаат, да, и многу интересно живеалиште имаат од отворен тип, со камења, со трева, тоа баш како што сакаат, слично на нивното вистинско природно живеалиштето во природа. Сакаат да се качуваат и на карпите горе? Да, везна. Коза. Да, коза, значи си ужива, така. Си ужива планини и она што тие во природата го имаат тама од каде што потекнуваат, вие овдека се трудите да го доловите во... Да прилагодиме на нивните вистински услови, значи во природата. Битно ли и зошто е битно животните да имаат услови налик на оние природните од каде што ни доаѓа? Па колку условите, значи ние успееме да ги прилагодиме според нивните на условите кои што живеат во природата, толку животното ќе биде посречно и позадоволно, а со тоа посетителите ќе видат животно кое што е среќно и задоволно, така и тие ќе биде среќни. Среќни и задоволни се животните во зоолошката градина. Може да ги видите, мислам, вие да... Да, они се спокојни, мирни, уживаат. Да, заштитени се со заштитни огради за животно, за посетители, така да не ги закача никој нахранети, напиени, на... Може да ги видите како убаво изгледат, ете. Тоа може да се види од сликата. Како манекени. Пира мажјакот, да. Како манекени. Во ред, ајде сега да одиме и да го покажеме оно што веќе го најавивме, а гледачите го чекаат, тоа се мајмуните, така? Да. Одиме кај нив.
Речено сторено, драги гледачи, не оставивме да чекате долго. Еве дојдовме на местото каде што се наоѓаат мајмуните, едно од најинтересните места овде во зоолошката градина, така ли? Да, најинтересно и најатрактивно можам да кажам, затоа што мајмуните се постојано во движење, прават нешто и се интересни за посетителите. Еве ги тука сега прават керефеки, те се внатре, те се надвор. Павијани, значи мајмуни, потекнуваат од Африка и името му е англиското име се бабунс, значи бабуни се тие, што значи дека се немирковци или белјаджи по нашки да кажам. И нон-стоп нешто, значи, еве дрвото може да видите сега е ставено скоро, го голеа скрос, го извадија лушпата. Демолираат се живо. Јоцо, сакам да те прашам, во каков вид на заедница живеат овие мајмуни? Мајмуните, значи, живеат во големи заедници, посебно овие мајмуни живеат, од 10 до 15 живеат во природата, во групи, каде што доминира алфа мажјак, кој што е малци со различна боја, е сив. Значи може да се види тука е со грбни е завртен во моментот, прави планови се. Прави планови, да, за заедницата како да ја среди. И се доста интересни социјални животни. Тука имаме едно младо родено мајмунче и сега уживаат моментално во новото реконструирано живеалиште, надворешно живеалиште за мајмуни, со нови, значи, внатре ентериер со дрва, јажиња, скали за да можат да играат, да им биде интересно постојано да не се досадуваат, да не се осетат дека се во заробеност. Имаат простор што сакаат да прават, имаат место за сите керефеки, драги гледачи, доколку вие сакате вистински да уживате, еве може да дојдете овдека во зоолошката градина во Скопје, посебно во делот кај мајмуните, многу интересно за мали деца. Дали само овие мајмуни ги има овде или има и некои други? Има и уште други поинтересни мајмуни, тоа се лемури, кои што доаѓаат од Мадагаскар. Прстенести лемури, црноопашести прстенест лемур, кои што неодамна се во зоолошката градина имаме 7 машки и 3 женски индивидуи. И се сместени во ново живеалиште од отворен тип. И имаме макаки, значи имаме мајмуни кои што потекнуваат од Северна Африка, со свинско-опашести макаки. Имаме, значи, 4-5 видови на мајмуни сега за сега, од кои еден имаме човеколики, тоа се гибоните кои претходно ги видов. Сакам да напоменам тоа дека намерно се ставени тука стакла, кои што се доста тешки за одржување, нели постојано треба да се бришат, затоа што имаме проблем со фрлање на храна кај мајмуните, да. Знаете, овде беше како фабрика за смоки. Да, од отворен тип имаше смоки многу, да, и други работи. Да се види, значи тука е ограда за посетители, табли за предупредување, не давајте храна, информативни табли за животните, жардинјери со цвеќиња, мислам дека ова живеалиште ќе биде од поубави. Така, јас ви благодарам што давате таков голем напор и што правите не да се разубави само зоолошката градина, со тоа правите да е поубав градот и да е убава нашата држава во која сите заедно живееме. Ајде сега да одиме да ги видиме лемурите. Одиме кај нив. Посетете ја нашата страна на интернет superzvezda.org. Дојдовме на лице место, еве ги дечиња, дали ви се допаѓаат овие лемурите, да? Сте ги гледале ли во цртаниот филм за кој беше, за? Мадагаскар. И таму имаше ли вакви лемури, да? Еве ги овдека. Од кога се дојдени, Јоцо, овие лемури во Скопје? Па овие се од неодамна, значи пристигнати. Во овој кафес имаме тука женки, а во другиот кафес имаме мажјаци. Значи имаме 7 мажјаци и 3 женки. Со тоа што не смееме да ги измешаме, овие лемури живеат многу специфично, има доминантна женка која што може да предизвика, значи, борба помеѓу лемурите за освојување, значи, на територија, на мажјак, на тие работи, може да дојде до несакани последици. Да нема карање и тепање. Карање, тепање, тука имаме еден мажјак ставено со овие 3 сега женки и чекаме да видиме што ќе се случи, дали ќе добиеме помладок и така. Може и тоа да се случи, да ни се роди првото лемурче во Скопје овде. Да. Се надеваме. Како се транспортираат животните кога ги купувате, например, од некаде? Нормално дека секое животно е различно. Како се обезбедува транспорт за животните? Треба ли некои посебни превозни средства? Има ли посебни услови со авион ли, со кола? Како доаѓаат најчесто? Транспортот е доста специфичен за животните и мачиме мака со тоа, затоа што ние немаме некој голем карго, значи аеродром, кај што би донесле
поголеми животни кои што за транспорт бараат нели специфични услови за транспорт по големи авиони. И претежно ги носиме, значи помаливе животни како мајмуни, да речеме помлади некои ѕверови мачки ги носиме авионски со специјално направени боксови за нив со вентилација, со вода, за да може да го издржа транспортот. Инаку, доколку се работи за поблиска релација од соседните држави Србија, Бугарија, Хрватска, транспортот се одвива со камиони специјално наменети за транспорт на животни. Соработува ли нашата зоолошка градина Скопје со другите зоолошки градини од регионот? Да, соработуваме, имаме доста блиска, тесна соработка со зоолошката градина од Београд, со зоолошката градина од Софија, со зоолошката градина од Загреб, соседните држави, значи доста соработуваме, како и со други од Холандија, Белгија, Франција, соработуваме. Нашиот, значи, град, братски град, да го речам, Нимберг, доста се соработува и со Нимберг од Германија и така. Од нив имавме подарок, еден нилски коњ, прекрасен нилскиот коњ, Ниско, кој што се вика, кој што е тука. Донираат ли зоолошките градини вака овие со кои што соработувате по некој животно? Да, обично, значи, размена оди се оди на размена на животни. Животните не се купуваат, него се оди на размена доколку има значи, да речем одвишок некоја зоолошка градина животни, може да ги донира. Доколку имаме ние да им дадеме нешто, ние им даваме за возврат и правиме размена. А доколку сакаш да се купи некое животно, постои тој значи маркет на купување на животни кој што е доста скап за наши услови, да речеме еден тигар да го купиш од Индија да се донесе да се купи е околу 15-20 000 евра. За тие пари може куќа да се направи. Со тоа што ние сега имаме размена, доста ни помага значи Европската асоциација на зоолошки градини, каде што сме кандидат за членови. И се надеваме дека во наредната година дека ќе станеме членка на таа Европска асоциација и потоа ќе биде доста полесно и транспорт и носење на животни, различни видови. Има помош и подршка од нивна страна. Во секој случај. Уред, а сега одиме понатаму, драги гледачи, да видиме што не чека сега. Па да, можеме сега да ги видиме, не знам, јагуарите, и исто ново живелиште за јагуари, не знам дали се надвор. Ајде да видиме каде се јагуарите, дали има тука, значи не, видовте внатре? Внатре. Топло им е сега. Топло е, да, топло и поладно им е внатре, седат внатре, излегуваат надвор по потреба. Дзирнеме вака дали може да ги видиме, ако може да ги дзирнеме ќе биде убаво и за нас и за гледачите да видат за какво прекрасно животно станува збор од родот на мачките, така? Да, родот на мачките. Значи две женки имаме, чекаме мажјак да ни донесат, за да можеме да направиме, да оствариме значи потомство, репродукција на овој вид. Требаше ние да дојдеме за јагуарот да се заинтересира и да излезе надвор. Карактеристично значи за ова живеалиште за дивите мачки кои што се опасни животни, да речем зверови. Живеалиштата се заштитени со електрична ограда. Значи имаме и струја плюс. Струја имаме тука и табли за предупредување да не се пипка оградата затоа што може да дојде несакани последици. Значи во никој случај не смее да се допира оградата бидејќи има струја. Струјата ги оневозможува животните. Таа струја за предупредување, не е струја за да убие животно, туку таа импулсивна струја на импулси која што само ги предупредува животните. Со што се ранат, мислев, јагуарите? Каква храна? И другите мачки, значи зверови, од зверовите се хранат со месо исклучиво, тие се месо јади, нели? И се хранат, значи, 2 до 3 пати неделно со одредена количина на месо. Може да биде тоа, значи, јунешко, може да биде пилешко, може да биде различни видови на месо. Може да се даде зајак, може да се даде кокошка, значи да ги почастиме. Да ги почастиме со нешто така, да ги изненадиме. Тоа е као ние кога некој ќе ни даде бајадера, например. Така нешто, да, така му иде. Чоколадче, така, значи еднаш недела имаме зајак. Супер. Од каде дојдоа овие јагуари во Скопје? Беа овдека или? Јагуари се, мислам дека се тука родени овие јагуари. И тие скопјанчиња. Да, и тие се скопјанки. А за јагуарот е специфично што е доста интересно животно кое што ни доаѓа од Јужна Америка. Значи неговиот реална распространување е Јужна Америка. Значи не е Африка. Не. И јагуарот значи доста сака вода, се качува по дрва, некои такви карактеристики се смета за едно од поопасните зверови во шумата. Значи не може да се чува вака нешто од овој тип дома. Никако. Може само да се направи проблем. Значи ќе направиме белја, а никако да направиме нешто корисно во ред. Еве јагуарот си замина дома, а ние од сега од овде, од ова место заминуваме, драги гледачи, на нова локација.
Искрено сакам да ги пофалам сите оние кои што дале несебичен придонес за реконструкција на зоолошката градина, дека она што до овој момент го видовме, значи е сосема возобновено, изгледа не европски, туку светски. Еве дури го посетивме и новиот тоалет кој што неодамна е направен. Како ви се допадна тоалетот, дечки? Убав е? Да, чисто и убаво мириса, нели, супер, пиевме вода, си бевме во ВЦ, малку се одморивме. Инаку интересно е што во тоалетот Јоцо кажа дека има специјален одел за мали бебиња дури. Да, посебна просторија има, значи за заменување на памперси на бебиња или оние специјални клупи што се дигаш, се спуштаат за инвалиди ВЦ. Така, значи као сосема едно нормално ВЦ како што треба да изгледа, не. Така, светско, да. Санитарниот чвор во зоолошката градина немаше, беше запуштен скрос, ова е нешто ново. Интересно е тоа што имаме и еден сосема нов, модерен, современ, до сега го немаше, едукативен центар. Може камерата еве да го покаже за каков едукативен центар станува збориот. Па едукативниот центар значи е составен дел на зоолошката градина која што мора да го има, нели? И едукацијата во зоолошката градина првенствено е едукацијата мора да биде значи многу важен фактор затоа што децата од најмала возраст како овие од предшколска, школска и возрастните да се едуцираат се што не им е јасно или што сакаат да прашаат можат тука во едукативниот центар да се надградат, да добијат информации за било што поврзано во врска значи со живиот свет. Би можеле ли основни училишта и градинки во организирани групи да доаѓаат, да посетуваат и да си одржуваат по еден час, како порано што имавме ние на ставова природа, така да имаат по еден час во зоолошката градина? Секако за тоа е направен едукативниот центар, значи инвентарот е повеќе од пола набавен, поставен е wireless, значи користење на интернет, видео бимови внатре за држење на часови, клупи за мали деца, клупи за возрастни со санитарен чвор исто внатре. Така да едукаторот кој што наскоро треба да пристигне во зоолошката градина, кој што ќе обавува таа работа, ќе почне значи активно со тие работи од 1 септември кога ќе почне школската година да се држат часови во договор со различни школи, градинки и така. Значи веќе почнува да функционира новата програма, што мене посебно ми е драго. Па еве, ајде може да се договориме еден ден, ќе не примите ли овде да одржиме ни еден концерт со суперзвездите? Секако, тоа би ни било задоволство. Да ги поканиме и нашите сограѓани од Скопје и сите оние од другите градови во Македонија кога сакаат да дојдат овде и да направиме една презентација. Инаку од сите овие делови што денеска ги посетивме, вака посебно ни се допадна овој летниковец кај што фативме една дебела и убава сенка. И дури јас дознав дека овој летниковец од скоро ќе може да се користи за комерцијални цели, поточно за сите оние кои што сакаат за своите дечиња или сами за себе да прослават роден ден, може да дојдат овде и тоа да го сторат. Да. Веќе се случија неколку такви настани, неколку 3-4 родендени се одржаат тука, на овие клупи. Луѓето кои што си организираат родендените, значи родителите на децата, си носат, си имаат кетеринг служба, си ангажираат, си носат значи сокови, торти, колачи, музика си носат и 1 до 2 сати си поминуваат во зоолошката градина, си го слават тука роденденот. Што е многу убаво изгледа и за посетителите, исто така и за нас. Живно во зоолошката градина, значи се случува нешто и истовремено се популаризира, така да децата и возрастните може да си поминат тука 2 до 3 сати да се одморат во секој случај да научат нешто. И уште еден новитет битен за нашите гледачи. Дознав едно врапче, мене ми шепна дека неколку веб камери се поставени и многу други веќе ќе бидат поставени во некои од кафезите, кај птиците, кај други животни и дека сето тоа онлайн ќе може да се гледа на вашата веб страна. Точно ли е тоа? Да, работиме моментално на таа проблематика. Како и сите модерни зоолошки градини, онлайн гледањето значи на животните и нивното понашање во нивните живеалишта е многу атрактивно. Во секој момент можеш да си погледне човек на интернет, да видиш што се случува со тоа животно, значи како се размножува, под младокот да се гледа. Така да првенствено ќе ставиме кај белоглавите мршојади. Планираме да ставиме и потоа планираме кај нилските коњи да има и на некои други живеалишта, што ќе биде многу атрактивно тој новитет ќе биде доста атрактивен, ќе можат луѓето постојано значи на интернет да си видат да ја посетуваат зоолошката градина преку онлайн услугата која што ја нудат значи провајдерите. Во секој време ќе може да кликнеме и да видиме драги гледачи дали мршојадецот е доручкуван или не, дали нилскиот коњ е посебно расположен или не, дали е вистински момент да го посетиме или да го оставиме тоа за утре дента.
Има ли многу посети во последно време во зоолошката градина? Да, зголемена е посетата доста, затоа што условите се подобрени доста. Имаме доста нови животни. Живеалиштата се реконструирани, средени, значи имаме голем напредок во последниве неколку 5-6 месеци. Така што и посетителите тоа го чувствуваат, значи и сакаат да дојдат во зоолошката градина да ја посетат. Со тоа што и влезницата е доста популарна, 50 денари, мислам во Скопје не можеш нигде да појдеш или да видиш нешто за 50 денари. Една кино представа е 150 до 200 денари, мислам, еден саат. Еден сладолед е 50 денари и повеќе. Денари, така да сега за сега станува цената иста. Да не се плашат сите оние кои што викаат леле колку е жешко надвор, каде ќе одиме, овде е вистинско место каде може да уживате. Иако е денеска во Скопје температурата е над 33-тиот, 4-тиот степен, може и повеќе, ние овде ка уживаме во една дебела ладовина. И како се чувствувате вие дечки денес во зоолошка градина? Ви беше многу топло? Да. Да, а ви беше убаво? Да. Уживавте овдека преку целиот ден? Да. Значи, драги гледачи, гледате дека не е страшно, дека е прекрасно, дека е убаво и дека во секој момент ќе бидете добре дојдени гости во зоолошката градина во Скопје. Одиме сега да направиме уште неколку посети. Може нилскиот коњ да го видиме, пошто тој е доста атрактивен за децата. Да, како не? Помине, драги гледачи. Schmeckt. Од Ülker Gold ладно чоколадо Роко треба да се гризне. Голема наградна игра на Canon Flips и Canon Rolling Rolls. Пронајдете го жетонот во пакувањето. Може би токму вие ќе добиете една од многуте награди. Фризби, топка, ранец или неверојатниот ролер рокет. Грицкај, играј и добивај. Canon секогаш подарува повеќе. Geox, the shoe that breathes. Тие можат да ја почувствуваат разликата. Бекутан. Врвна нега за нашите најмили. Нежно, уште од првиот допир. Bak, gözlerine neşe kat, tatlı keyifli bir hayat, ağız tadıyla yaşamak. Royale, oh, Royale, oh. Сладко задоволство. Ројал сладолед. Кога веруваш во моќта на природата, знаеш дека границите не постојат. Она што е големо, може да биде уште поголемо, а убавото уште поубаво. Кога веруваш во моќта на природата, знаеш дека она што било добро, може да биде уште подобро. Производите на Битолска млекарница. Природата на дланка. Навивај за твојот омилен тим и уживај во светското првенство како никогаш досега. Само со T-Home и T-Mobile. За прв пат гледај го светското првенство во HD ексклузивно на Max TV. Плюс следи ги надпреварите на твојот мобилен, каде и да си, или на твојот компјутер, директно од интернет. Ова лето биди поблиску до светското првенство од кога и да е. Мила, погледни. Ви гледам. Да, најмалите веќе се тука. Во ново мало пакување.
АЦ Коктел и Боровинка. Природно си е природно. Вива сокови! Еве сме кај нилските коњи кои долго ги навувавме, порано го имавме нилскиот кој Ниско, кој веќе го нема неколку години поред. Сега гледаме мајка и син, така ли беше? Да, тоа е мајката Берта, која што е донесена од Белград пред 10 години и незиниот син. Тие тука се, значи, повеќе од 10 години и карактеристично за нилскиве коњи е тоа што тие се нели сакаат многу во вода, да се седат, да се брчкаат. Топло, ладно, тие сакаат вода. Да, има тука надворешен дел од живелиштето со базен и платформа и внатрешен дел за преку зима, кој што нели афрички животни се и сакаат топло. Друго е интересно што за нилскиот коњ е карактеристично, не знам дали се знаат поголемиот дел од ликата што гледа, дека едно од најопасните афрички животни е нилскиот коњ, дека е доста брзо и реагира молскавично, знае да истрча и до 50, до 40-50 км од еднаш брзина, така да многу луѓе страдаат во Африка од овие животни. Подценуваат, така. Подценуваат нивната големина маса и така да треба да се биде предпазлив со овие животни и да... Што јадат нилските коњи? Нилските коњи јадат, значи, овошје јадат, зеленчук јадат, значи посебен концентрат зоб што го викаме ние тоа од производи, нели, сено исто така, главната храна им е сеното. Гледаме дека долго време можат да седат под вода, значи тие дишат воздух, земаат воздух, мораат на одредено време да излезат на површината, но по колку време потоа можат да седат под вода? Па можат 3 до 5 минути да седат под вода и немаат проблем. Немаат проблем, да. Ја ќе пробам. Капацитет имаат на клуча големи. Да, сјако ќе отидеме од овде дома, полнам када и вежбам драги гледачи да јас колку издржам, па ќе ви кажам во следната емисија како се адаптираат нилскиве коњи во Скопје. Убаво ли има тука? Убаво име, да. Градиме моментално позади, може да се види зато ова живеалиште, новото живеалиште за нилски коњи. Ево го, значи сосема ново, современо, модерно. Современо со езеро, кое што ќе биде надвор, значи на отворен дел. И ќе се чувствуваат буквално животните многу поудобно во однос на ова живеалиште, кој е донација од Нимберг, значи од градот Нимберг. А новото живеалиште со езеро, прочистителна станица и живеалиште кое што може да се влезе, че може да се влезе внатре. Од една страна да се излезе, од друга да се оди кон другите живеалишта. Е доста модерно, современо, со светол сончев кров, со колектори, нели, за штедење на енергија, за топла вода, за затоплување на базенот, така. По сите стандарди, да речеме. По сите стандарди, ете, драги гледачи, гледате дека со новата зоолошка градина Македонија веќе со едната нога влегува во Европска Унија. Одиме сега понатаму да видиме за какво чудо станува збор, ќе откриеме за неколку минути. Еве се наоѓаме кај кенгурите, тоа е значи последното место кое доовме овде каде го посетиме денеска, можеме да ги видиме дека еве и они значи на топло време одмараат и си фатија дебела ладовинка тука поса. Да речеме понашки. Така, за какви кенгури станува збор? Да, ние имаме донесено, значи станува збор за валаби кенгури. Затоа и не се приметливи овие живеалиште планирано значи за повеќе индивидуи. И во преговори сме, го организираме транспортот на уште 5 нови единки од истиот вид. За кратко време ќе се пополни значи цели тој простор. Исто така има црн лебед, кој што моментално негде од мара може да е внатре. Со криене сено ќе го видиме. Од некоја сенка. И исто така носиме ему птици, 2-3 индивидуи, така ќе го комплетираме една мала, значи Австралија
ќе направиме во овој дел на зоолошката градина. Скопје конечно ќе добие еден мал дел од австралискиот континент овде кај што ќе може да го посетиме и да видиме за што потоа ставно збор. Јоцо, јас сакам од се срце да ти заблагодарам за нашето денешно дружење, за ова топло гостопримство. Сите ли гости што доаѓаат овде вака топло се примени? Па сега зависи од гостите. Се шалам, значи полза наша е секако популаризација на зоолошката градина, да се види, да видат нашите гледачи, нашите жители на Македонија дека се работи во зоолошката градина и се прави една комплетно нова, модерна европска зоолошка градина. А кај да ги прашам супер звездите дечки, дојдете вамо, како поминавте денеска во зоолошката градина? Добро. Сте биле ли порано? Да. За разлика од порано, како ви се допаѓа сега зоолошката градина? Супер. Каква оценка би дале за зоолошката градина само кон камерите од 1 до 10? 10. 10. А ти, Злато, од 1 до 10, каква оценка би дала за зоолошката градина? 10. 10. А ти? 10. Сите давате 10-ки? Да. Чичко Јоцо, каков дечко е? Добар? Добар другар, ќе го земеме во Супер звезда. Ќе го поканиме на нашиот фестивал и во една од наредните емисии пак да ни биде гостин. Кажи, а ви ако бидете добри и ако бидете добри ученици на училишта, ако слушате дома мама и тато, ќе имаме можност кога ќе се реконструира и кога ќе заврши комплетната реконструкција на зоолошката, повторно бидеме гости овде, ваши? Да, обавезно, да. Тоа ми е задоволство ние да присуствувате тука. Супер звезда е стварно гледана емисија и доста е популарна емисијата. Благодарам, ајде да направиме, јас ќе дадам иницијатива да направиме една заедничка соработка, па да направиме традиционално секоја година по еден концерт. Супер звездите ќе пеат за своите другарчи во градот Скопје, кои заедно ќе ги поканиме да дојдат овде и да уживаме сите заедно убавините на новата зоолошка градина во Скопје. Фала ти уште еднаш што беше наш соговорник во оваа емисија, што ни беше толку добар добанкин како што ретко кога сме имале можност да најдеме и се надевам дека ќе се видиме повторно. Се надевам и ја. Чекам, значи, повторен контакт, соработка и одиме понатака. На самиот крај би сакал да те прашам што наскоро може да очекуваме до крајот на реконструкцијата во зоолошката градина да пристигне? Па наскоро, значи, спремаме изработка на неколку капитални проекти кои што се во фаза, едни се во фаза на тендерирање, други се во фаза на изработка на идејни проекти, а тоа се како прво, значи, реконструкција комплетна изградба на живеалиште за морски лавови и фламинга. Под број 2 живеалиште за слон и жирафа, кое што би го донирал градоначалникот на град Скопје Коце Тријановски. Потоа имаме комплетна нова инфраструктура и електрификација на зоолошката градина со видеонадзор, нова инсталација и сите тие пропратни работи кои што се во врска со струјата. Проекти кои што коштаат доста, заедно до милион евра би достигнале негде, тие пари ги обезбедуваме по полека од донации, соработки, влада на Република Македонија и останати фактори кои што можат да помогнат за изработка на тие проекти. Секако тука морам да го спомнам во идеен проект е изработката на новата тропска куќа, стариот зверовник, каде што ќе има голем број на терариуми и помали видови на мачки како пума, оцелот, стервал и така натака, многу нови видови на животни. Но тоа изискува, значи, голема вложување на голем труд, обезбедување на средства за сите тие проекти. Се надевам дека до наредната година овие проекти ќе бидат остварени и нема веќе да биде сон. Да имаме во зоолошката градина жирафа, слон, морски лав, така натака. Значи нема време за седење, чекање, одмарање, има само време за да работиме и да ги завршиме сите оние планови што ќе направиме на зоолошка градина со која градот Скопје и цела Македонија ќе се гордее. Ти благодарам уште еднашка, ви благодарам за посетата. Ви благодарам, драги гледачи, што бевте со нас, а сега ајде супер звезди дојдете да им мафнеме на нашите гледачи, да им пратиме безброј бакнежи и многу поздрави од новата зоолошка градина во Скопје, во која денеска сите заедно прекрасно си поминавме. Бидете добри, бидете живи и здрави, слушајте ги мама и тато и гледате Супер звезда. Се гледаме повторно за 7 дена, а до тогаш, чао, пријатно и до гледање. Чао, драги гледачи. Сакам да бидам богат и славен, за мене сите да зборуваат. Сакам да бидам, сакам да сум супер звезда, по мене сите да лудуваат. Супер, супер, супер звезда, супер, супер, супер звезда, супер, супер, супер звезда, супер звезда, сакам да сум јас. И супер звезда сакам да сум јас.